Тодор Велјановски, роден во Долно Агларци, Битолскиот крај покрај Црна, покрај Пелагониското блато. Основно образование завршив во селото. 45-та година на 24 февруари запишав 7 одделение во Битола во училиштето Гоце Делчев. Завршив 7. 8 одделение бевме вклучени во гимназијата. Тука завршив и 5 клас гимназија, но поради ситуацијата временска, поради стипендии, не можев да продолжам тука. Станав ученик во техничко училиште во Скопје, во Здравко Цветковски. Таму завршив електротехничар. Се вработив како учител. Морав да завршам учителска школа, за да можам да останам како учител, и тоа го сторив. Со 2 средни училишта дојдов во Битола, во Стопанско училиште, училиште за занатчиите. Веднаш истата година тој човек што го заменив јас по машинските предмети стана директор на новоотворено техничко училиште, ми даде хонорарни часови и уште не помината годината ме врбуваше да станам наставник таму, согледувајќи мојата активност во работата, педагошкиот пристап и така натака. И таму останав 18 години. Во меѓувреме завршив виша стручна педагошка школа во Риека, пошто се бараше во средните училишта да се предава само да може да предава со најниско више образование. Со неколку признати испити завршив и електроинженер во Битола. Се отвори место како инспектор за труд, заштита на работа, од што навистина, наискрено кажувам, ама немав никакво сознание за заштитата при работа, и тој што беше посредникот, што ме врбуваше да одам таму, ми рече: ти секогаш си бил вреден и работата си е вршил успешно и со сакање, со мерак. На 1 март 76 година отидов инспектор и во април месец дојде делегација од Скопје, од Скопското здружение и тогаш бргу формираниот сојуз на здруженија, Димче Исијановски и Владо, не можам презимето да го речем во моментот, дојдоа во синдикатот тука, побараја инспекторите, со инспекторите да се сретнат и да се оствари можност за формирање на здружение. Веднаш формиравме одбор иницијативен. Во тој одбор влегов и јас како инспектор. Од негде 7-8 април до 6 декември цела документација што требаше се спреми, активности да се сторат, да се донеси статут, да се обезбедат средства, и 76 година во декември е формирано Здруженијето за заштита при работа на општина Битола. Така стои називот. И прв председател, јас како инспектор, станав на Здруженијето. Ми се укажа прилика во Прилеп да се запишам на економски факултет за 3 години. Војаредно ги запишав, за да бидам поблизу, тоа беше на кибернетика, да бидам поблизу до заштитата при работа, а работев дипломска работа од областа на заштитата при работа. Не можам да кажам точно која беше годината, но свикавме собир во Белград, во сала на поштите, што е во близина на железничката станица, на кој што бевме ние предлагачи како сојуз, Македонски сојуз, значи ги застапувавме сите македонски здруженија, и избравме
преседателство. По тоа преседателство имавме предлог од првоборец од Ниш за Ристо Џунов како прв министер за труд на Југославија, кој што навистина имаше познавање од областта на заштитата и како таков после го владеше Сојузот неколку години. Основно мото превентивата на работното место, па и секаде во работата, превентивата е најбитна. Ако се создаде основа за надградба, тогаш ќе има и надградба, тогаш ќе има и успех. Порака за крај за младите генерации да ја засакаат заштитата. Затоа што заштитата носи прво за себе добро здравје, заштита на работата, потоа за тие што работат околу себе, па понатаму за тие подалеку, за предпријатието и за државата. За солуна, за стан